Станал од министерската фотелја и со себе си го земал документот со препораките од оценската мисија на Европската комисија. Претходниот министер Кренар Лога не си заминал со празни раце од Министерството за правда, тврди сегашниот министер Игор Филков. 100 дена вработените во Министерството биле принудени да се потпираат на електронски верзии, само на дел од документот што ги содржи исклучиво препораките без соодветните образложенија и официјалниот допис на Европската комисија. Првиот човек во правда нагласи дека за овој случај во тек е постапка и дека ќе се бара одговорност. Судскиот совет и јавното обвинителство мора да бидат ослободени од било каква форма на политичко мешање, функционирајќи единствено во служба на правдата. Овие тела ќе бидат реформирани за да работат со најголем интегритет, фокусирајќи се на професионалноста и строгото почитување на владење на правото. Голем предизвик во реализација на оваа активност представува фактот дека Министерството за правда не располага со толку споменуваниот документ со препораките од оценската мисија на Европската комисија по однос на Судскиот совет. Иако документот е класифицирана информација, истиот бил земен од мојот претходник, заради што Министерството не располага со истиот. Осврнувајќи се на сработеното во првите 100 дена, Филко вели во Министерството влегол без примопредавање на функцијата и со испразнет кабинет од потребната документација, ама со туку-што набавени чадори, мајци, торби, чаши и други предмети, секој во количина од над 200 парчиња. Фактурата за сите овие работи била во износ од 956.000 денари, но не била платена. Затекнав сериозно испразнети финансиски ресурси. Непостоење на евиденција за добивање и користење на мобилни телефонски уреди, лаптопи и електрични скутери од страна на мобилниот провајдер, што укажува на персонификација на мојот претходник со институцијата Министерство за правда. Нефункционален возен парк и слободно можам да кажам девастирана функционалност на самото Министерство. Во отчетот за 100 дена влада министерот кажа дека досега ги оставил темелите за реформи во судскиот систем кои треба да бидат длабоки, суштински и влијателни, со оглед на тоа што судството е областа каде државата имаше најмногу критики поради коментарите за зголемена корупција во правосудните институции.